Со 1 час доцнење заради автобусите со студенти од други градови, се одржа протестот на студентите на кој се бара правосудниот испит да може да се полага и на албански јазик. Иако на транспарентите беа испишани паролите "Студентите не се предаваат, не ми ја допирајте иднината" и знаењето "Нема забранет јазик", сепак на протестот доминира албанските знамиња, неколку од Европската унија и САД и ниту едно македонско знаме, како и извиците УЧК. Пред да пристигне големата група пред Министерството за правда, имаше и мал инцидент, во кој полицијата многу брзо реагираше и уапси 3 лица кои меѓу себе се кошкаа. Пред почетокот на протестот во владата се одржа работна средба меѓу премиерот Мицкоски и двоецот од Влен, Меджити и Касами, за прашањето на употребата на јазиците при полагање на правосудниот испит. Од владата смируваат дека наскоро ќе има решение, но и тврдат дека во државава има политички сили насочени кон конфликти. Како влада работиме и многу скоро ќе излеземе со предлог решение кое ќе биде во согласно со препораките на Венецијанската комисија и согласно меѓународните стандарди. Исто така, изразуваме жалење што има политички сили во државава кои што не сакаат да бидеме земја која што е напредна, која што има реформи, туку повеќе би сакале во земјата да има конфликти, немири и протести. Со кратки објави на социјалните мрежи, лидерите на Вреди најавија дека наскоро правосудниот испит ќе се полага и на албански јазик, додека од нивната партија се спротиставија на, како што велат, инструментализирање на протестот за политички цели од опозицијската ДУИ. Претходно, евроамбасадорот во земјава Михалис Рокас порача дека решението треба да биде во согласност со уставот на државава.